Добро вечер. Вонредна анализа поради случувањата во Украина. Како што сега стојат работите, ова ќе биде многу брза војна, не само поради мокта на Путин, не само поради мокта на руската армија, руските ракети, руските авиони, руските оклопни возила, туку поради слабоста на Украина. Украина е поделена држава. Пред 10 дена имавме една емисија кај што направивме анализа дека Украина е држава поделена на два дела. Едниот е происточен дел кој е врзан, поврзан, има историски корени или историска поврзаност со Русија, оној западен дел кој е наклонет или европеизиран дел на Украина. И всушност тоа ви го порача и Путин и Марија Захарова, дека ова е процес на денацификација на Украина. Односно, Украина била заземена од нацистите и сега ќе биде денацифицирана. Што е проблемот на Украина? Тоа Путин го каже во двата своји говори, едното драматично обраќање со Бајлево, каде што ја најави руската војна интервенција врз Украина, и второто беше пред 2 или пред 3 дена, каде што 60 минути тоа објаснуваше и кажа 2 или 3 поенти кои се клучни, кои се можеби битни за нас во Република Македонија. Прво, дека Украина, украинскиот народ се стар руски народ, или се тоа стари руски земји, дека тие така се чувствувале до 17-тиот, 18-тиот век и подоцна 17-тиот век се припојуваат тие стари руски земји до царска Русија. Како второ, дека во времето на Ленин и на Сталин им се поклонети територии на Украина, дека со време на денешна Украина е формирана од советска или болшевичка Русија во времето на Сталин и на Ленин, дека делови кои припаѓале на Романија, на Полска, делови на Германија се припоени кон денешна Украина, исто како и делови на Русија, Крим, делот на Донбас и така натаму и така натаму, и дека таа Украина која е де факто формирана од Русија, која има руска историја, која има руски народ, таа Украина сака да биде самостојна држава, не само што сака да биде самостојна држава, туку самостојно да одлучува и да стане полноправна членка на НАТО. Има ли разлика помеѓу Красимир Каракачанов тоа што кажа за Република Македонија и тоа што Владимир Путин го кажа за Република Украина? Нема никаква разлика, освен што Путин е многу интелигентен, многу паметен и многу мокен човек. За разлика од него, Красимир Каракачанов е се обратно од тоа што е Владимир Путин. Меѓутоа суштината е иста. Ако на некого не му се бендисува вашата историја, вашето толкување на историјата, вашиот политички систем, како вие избирате политички раководства, ако сте Русија, тогаш можете со тенкови, хаубици, авиони, ракети, тоа да го решите во своја корист. Замислите така да се однесува Бугарија, Србија, Албанија или Грција. Не им се бендисува историјата на Македонија. Не им се бендисува дека Македонија е независна држава. Не им се бендисува дека Македонија е земја членка на НАТО и ќе ја испратат својата војска, бидејќи се посилни, помокни, побројни од нас и ќе го решат прашањето. И сите ние кои сме нестрекни од времената спогодба, од начинот на кој Македонија стана членка на Обединетите нации, од договорот во Преспа со решавање на проблемот со Грција и идниот договор со Бугарија, можеби со право сме нестрекни, бидејќи многу сме дале, но и многу сме добиле. Замислите вака на руски начин овие наши соседи да решаваат тие проблеми со Македонија. И ние сме нестрекни од американскиот начин на решавање, кај што нема ни победници, нема ни поразени, каде што едната и другата страна се подеднакво стрекни или подеднакво нестрекни од постигнатиот договор. Замислите руски да се решаваат тие проблеми. Тогаш ќе беше 100% на наша штета. Ако е сега 50, 51 или 55% или 60% на наша штета, тогаш ќе беше 100% на наша штета. И тоа е суштината. Гледате, со една политика, со една стратегија, Владимир Путин всушност го игра последното танго на големиот Владимир. Сега ги обедини сите поранешни држави на Варшавскиот пакт или држави на Источна Европа. Сите тие сватија, иако имаш одредени размислување во Бугарија, дали да бидат со Русија или со Америка, ако имаш одредени размислување, не знам, во Унгарија или во Чешка со председателот Денек Земан и така натаму, сега сите тие држави ја сватија пораката на времето, дека само ако бидат земји членки на НАТО, ако има американска војска, ако има војска на НАТО, тие се безбедни. Можете да праќате колку сакате оружје во Украина, ако на НАТО не интервенира во одбрана на Украина, Украина ќе падне за 24 часа. Не само Украина, било која држава. Таа држава има 44 милиони жители. Има современо оружје. Имаше инструктори, беше вооружувани така натаму и така натаму. Со обидоа денес украинците да го навлечат НАТО да интервенира во украинската криза, со барањето до Ердоган и до Турција да се затворат Дарданелите и посебно да се затвори Босфорот, да не им се дозволи на руските бродови
да флоат преку Босфорот во Црното море и од територијата на Црното море да бидат гранатирани Украина, и тоа не беше прифатено. Тоа беше последен обид Украина и Киев да го внесат или да го вклучат НАТО во руско-украинската воена криза или руско-украинската воена разврска. НАТО очигледно не сака да биде дел на украинската криза. И ова е всушност продолжение на тоа што се случи 2008 година. 2008 година е самитот на НАТО во Букурешт, што ви го објаснува во емисијата Земја на Словените, или држава поделена на два дела, дека без Украина Путин не може да биде ниту суперсила, не може да биде ниту третиот Рим, да биде бастион на православието. Значи, освен Албанија, Хрватска и Република Македонија доби вето од Грција, кои требаше да станат земји членки на НАТО од 2008 година, уште две држави беа на тапет, или требаше да им биде понудено полноправно членство во НАТО, тоа Украина и тоа Грузија. И во двете држави, во Грузија 2008 година, во Украина 2022 година, имаме руска интервенција. Со обид или со задна намера, или со крајна цел да биде сменето раководството, да биде смената траекторијата. Тоа е пораката на времето. Украина падна бидејќи сакаше да биде земја членка на НАТО. Русија тоа го смета како процес на нацификација, што значи дека НАТО, војската, НАТО структурите се некоја продолжена рака на нацизмот од Втората светска војна, и де факто Русија сега со војните тенници во Украина се бори против остатоците од нацизмот. Тоа е суштината на овој руско-украински конфликт. Почитаме гледачи, имаме три можности или три можни разврски на украинската криза. Кога ќе го гледате вие, може би таа криза ќе биде веќе завршена. Руската армија, руските единици се само на прагот на Киев. Според некои информации во моментот кои снемува најави паднате Киевскиот аеродром или аеродромите во близината на Киев, и тоа не е суштината на тоа што сега се случи. Има три можни руски стратегии. Во зависност од разврската, на една од тие три можни руски стратегии, ние всушност ќе сватиме која била конечната цел или која е конечната цел на Русија. Првата стратегија која сите ја гледавме, на крајот испадна дека американците, ЦИА, нивните анализи, пишувањето на нивните медиуми биле во право. Дека Владимир Путин таа војска 150 до 180 хиляди луѓе војници кои ги трупаше во Беларусија на границата со Русија и Украина, дека тоа не било поради некои војни вежби, туку било однапред смислена акција, операција за освојување на Украина. Или како вели Марија Захарова, портпаролката на Министерството за надворешни работи, ова не е почетокот на војната за Украина, ова е крајот на војната со Украина. Значи почетоците се тие битки во Донбас или оно што беше инвазија или освојување или приклучување на Крим кон Руската Федерација. Тоа е суштината. Сите ние очекувавме дека таа некоја мала војна би можело да биде договорена во тој телефонски разговор помеѓу Џо Бајден и Владимир Путин. Дека тие делови на Луганск, на Донецк, делови на Донбас би можеле да бидат приклучени кон Русија или кон Руската Федерација. Таму навистина населението има проруски чувства, говори на руски јазик, тоа е едно многу богато население, тоа се многу богати краишта, јаглен, енергенси и така натаму и така натаму. И кога вие ќе возите по Харков или по тие градови во источна Украина, таму најефтиното возило е некоја Toyota джипови кои вредат 50 или 60 илјади евра. Toyota джиповите се женско возило, ако возилото женско е трето или четврто возило во една фамилија, таму се тоа најефтини возила. Секој второ или трето возило е скап Lexus. Значи тоа се екстремно богати луѓе, екстремно богати краишта, е за очекување дека Русија сака да ги има тие краишта припоени кон Руската Федерација. И сите очекувавме дека тоа нешто може да се случи. Второто сценарио беше малце покомплицирано сценарио. Русија да влезе во Одеса, да влезе во одредени делови на Украина, да го загради Црното море, со помош на Одеса да се воспостави територијален мост со Приднестровје, каде што исто така живе проруско население, и Црното море да биде целосно под контрола на Русија, да не биде мек стомак, и со помош на тој мек стомак НАТО или одредени земји членки на НАТО како Турција да може да влезат во делови на Руската Федерација. И тоа како што сега стојат работите, и тоа е минимално сценарио кој нема да ги задоволи русите. Третото сценарио е русите да дојдат до Киев, да го заземат Киев или да го поделат Киев, и ние да имаме две Украини. Едната нацистичка Украина, која ќе биде наклонета кон НАТО, или ќе биде наклонета кон Западна Европа, и втората демократска или проруска или советска Украина, која ќе биде составен дел на Руската Федерација, односно да имаме две Германии, како што имаше пред 50 или 60 години. Ако така заврши Втората светска војна со формирање на Сојузна република Германија и Демократска република Германија, со поделен Берлин, може би тоа е втората стратегија или второто сценарио
на Путин и на Руската федерација да го поделат Киев и да постојат две Украини. Едната Украина со седиште во Лавов, втората Украина со седиште во Храхов и Киев да биде поделен град. И третото сценарио на Путин е да биде сменет режимот, нацистичкиот режим во Украина и да биде донесен на власт проруски режим, кој ќе биде финансиран од Москва. И Москва да има исто таков режим во Украина како што има во Сирија. Тоа се двата клучни ентитети или двете клучни држави кои треба да обезбедат Европа да биде зависна од рускиот газ. Преку Сирија катарскиот газ да не може да стигне до Западна Европа и преку Украина да не може рускиот газ да биде стопиран или од некоја друга страна да биде донесен природен газ во Западна Европа. Тоа е суштината. И ако Заливската војна од 1991 година се водеше бидејќи Ирак изврши интервенција во Катар, мала држава богата со нафтени деривати, односно изврши интервенција во Кувајт, се извинувам, мала држава богата со нафтени деривати, така натаму. И следуваше првата Заливска војна, кога во еден или во два дена беше прегазен Ирак, војската на Садам Хусеин, по истиот модел, истиот принцип како што сега делува Руската федерација. Тоа е еден модерен начин на војување. Тоа што американците го направиле 1991 година во Кувајт и во Ирак, со одредени ракети, авионски напади, бомбардирање од сигурно, уништување на тие противвоздушни ракетни системи на Ирак, истото се случи сега во Украина. Немате радари, немате противвоздушни системи, немате имунитет како да се браните од таа руска агресија. Русите само го прекопираа моделот што американците го направиле 1991 година во Ирак, односно во Кувајт. И тој е модерен начин на војување. И ако тамо војната беше за нафта, тука војната за природниот газ, односно за пари. И тоа е суштината на сите војни. Нито една војна не се води за територии. Секоја војна се води за пари. Нема демократија, нема човечки права, нема ништо. Има само пари, има само интереси. И тоа русите го манифестира на најбрутален начин денес во Украина. Може ли Кина да го следи рускиот модел? И тоа што го направи Русија во Украина, Кина да го направи во Тајван? Може, но тоа ќе биде трета светска војна. Тогаш во еден исти временски период Русија ќе освои Украина, која заедно со Полска е клучна држава на таа тампон зона помеѓу Западна и Источна Европа. Ако падне Тајван, тогаш паѓа целата американска стратегија. Целата американска стратегија се потпира на две држави и две помали државички. Двете големи држави се Германија и Јапонија, едната во Европа, другата на Пацификот, и двете помали држави се Израел и Тајван, со кои има Америка развиена специјални односи. Третата Јужна Кореја. И со помош на тие три држави таа го контролира светот или го контролира светскиот поредок. И ако тие три држави и две големи држави паднат под контрола на Русија или под контрола на Кина, или изгубат битката со Русија и со Кина, тогаш американците веќе не се суперсила. Ако американците веќе не се суперсила, тоа влегуваме во еден нов светски поредок и тој нов светски поредок е заврши со некаков мировен договор од типот на Јалта, каде што ќе се делат зоните на интереси, каде тогаш би завршила Македонија, само еден Господ знае. Но ако Кина се ги интервенира во Тајван, тогаш ќе стави знак на еднакост помеѓу Украина и Тајван. А Кина цело време сака да покаже дека Тајван е нешто различно од Украина. Иако во Украина има Украинска православна црква, има украински народ, кој не се чувствува како руски народ, во Тајван живеат кинези. Кинези кои не сака да живеат во кинеска комунистичка партија или во комунистичка Кина. До пред 30 или 40 години Тајван беше Кина. Тајван имаше столче во Обединетите нации. Дури во времето на Ричард Никсон и на Хенри Кисинџер се воспоставени дипломатските односи помеѓу Вашингтон и Пекинг и Кина станува мокна сила во Обединетите нации. До тогаш мокната сила беше Тајван. И ако сега Кина интервенира во Тајван, ќе призна дека во Тајван живеат различни кинези или кинези кои немаат врска со кинеската матица. Затоа кинезите тоа ќе се обидат да го прават по еден мирен пат како што го направија во случајот со Хонг Конг во тие долги преговори со Велика Британија. Мислам дека сега така ќе се обидат да го решат прашањето на Тајван. Можеби некои екстремни елементи на кинеската комунистичка партија ќе притиснат да се искористи моментот, шансите за тоа секоја се 50-50 и да биде репризирано руското сценарио, меѓутоа тоа ќе значи трета светска војна. Ако влеземе во трета светска војна, ние сме во некоја биолошка војна со ова корона криза, тогаш Кина ќе ја следи Русија, нема да води напред да биде прва, а Русија да ја следи Кина. Бидејќи кој сега стои зад Русија? Иран, Сирија, Венецуела, некои мали енклавички мали држави кои се на маргините на светското општество и на светското јавно мислење и тие дават подршка на таа руска интервенција во Украина. Кина ќе направи се да не влезе во руското сценарио
и ќе го направи тоа само ако екстремните или ригидни елементи во Кинеската комунистичка партија преовладуват и наметнат воено решение на тајванскиот проблем. Дали ќе има војна на Балканот? Има две држави, две територии каде што може да има војна. Тоа е Босна и Херцеговина, Република Српска, тоа е Косово или Северно Косово. Александар Вучич за еден месец или 40 на дена го чекаат претседателски парламентарни избори како што сега стојат работите. Целиот инженеринг е направен, сите анкети одат во корист на Александар Вучич и тој би требало да се прошета и на парламентарните и на претседателските избори. Во таква ситуација тој не би рискирал, ако не биде силен рускиот притисок, да направи било што во однос на Северно Косово или на косовското прашање. Освен ако не биде силен рускиот притисок, тогаш Александар Вучич ќе мора да влезе во некаква авантура која може би многу неславно да заврши за него, бидејќи Украина и Косово се две различни работи. Ако во Украина нема американска војска, во Косово има американска војска и Косово на еден начин со бон стил е протекторат на американската политика. Втората територија е Република Српска или Босна и Херцеговина. Тамо Милорад Додик е на стаклени нозе и тамо се многу поголеми шансите да се влезе во одреден екзибиционизам или одредена авантура од типот на интервенцијата на Русија во Украина. Со кого би војувал Милорад Додик? Прво, тој има проблем во самата Република Српска. Една или две години прави конфликти во самата Босанска федерација или Босанска држава. И на крајот, знаете, кога вие правите перманентни конфликти, тоа беше исто ситуацијата со Владимир Путин. Вие градите одреден имидж на мачо мен. Јавате на мечка, нуркате, на подморници сте, пукате, скијате, планинарите, скокате во вода замрзната на водици, го вадите крстот, со подморници се возите, тенкови, хаубици, така натаму и така натаму, градите еден имидж на мачо тип. И тоа потекнува од неговото детство. Во неговата книга се наоѓаат две приказни или две истории. Историјата со глучесот, вие кажав, кога глучесот го нападна и тој извлече наравно учение дека не треба да се плашите во такви моменти, туку да соберете сила да му се спротивставите на непријателот и тоа што го вели дека го научил на улиците на Ленинград дека ако сакаш да се спасиш треба прв да нападнеш, и тој прв нападна кога стана збор за Украина и решавање на украинската криза. И тоа е пораката на Владимир Путин. Владимир Путин е веќе 22-23 години на власт. Тој влезе во еден сосема друг филм. Едно автократско владење, гледате, тамо го собира целата елита, како Груевски на времето што правеше во Република Македонија. Ја собира целата руска елита. Првиот човек на руското надворешно разузнавање, датка пред него, не може да му каже да или не. Не може да му каже бидејќи знае во каква авантура се влегува со интервенцијата во Украина. Целиот руски врв тука нешто се врти на столчињата, а Путин ги спрашува како ученичени, исто како што Никола Груевски ги спрашуваше Милија Некиевски и неговата екипа на оние директни седници на владата кои трае до 4 до 5 часот наутро. И ако такви авторитарни играчи од типот на Путин, Груевски или било кој тука на Балканскиот полуостров располагаат со воена сила, ние гледаме како е користа таа воена сила. Тие не предаваат власт мирно, тоа го видовме на 27 април 2017 година во Република Македонија. Путин нема мирно да замени од власт. Ке замени со тенкови, ке замени со војна, ке замени со конфликти, меѓутоа власта не ја дава, тоа се тој тип на владетели. Тој тип на владетели сега предизвика страх во цела Европа. И сега цела Европа наместо да е оддалечот од Америка, наместо да е оддалечот од НАТО сојузот, наместо да е оддалечот од Европската унија, ќе ги приклучат кон Европа, кон НАТО и кон Европската унија. Всушност ќе ги направат зависни од Вашингтон и од Америка. Па гледате го однесувањето на Јанес Јанша. Денес, ако немаше војна во Украина, тој ќе требаше да оди во посета на Украина и вели дека Украина до 2030 година треба да стане полноправна. Тоа беше вчерашна изјава на Јанес Јанша. Дека од 2030 година Украина требаше да стане полноправна членка на Европската унија. Што ќе прави сега Виктор Орбан? 1956 година имаше руска интервенција во Унгарија, односно во Маđarска. И од 1968 година имаше исто така руска интервенција во Чехословачка, Јан Палах. Руските тенкови влегува и во Будимпешта, влегува и во Прага. И чесите и унгарците имаат негативни сеќавања на руски војни интервенции. Не еден месец пред изборите во Унгарија и во Маđarска, како ќе се однесо Виктор Орбан, Јанес Јанша ја разбра пораката на времето и да станува цврсто за Европската унија и за НАТО сојузот и знае дека ако застане на руска страна, не поради американците или поради германците, туку поради жителите, граѓаните, електоратот во Љубљана и во Словенија нема да ги добие изборите. Тоа е пораката на времето. Сега се сите исплашени од Путин. И ако Путин беше борец против естаблишментот светски,
Ако Путин секогаш беше чекор понапред во однос на американците, во однос на ЦИА, во однос на западноевропските држави, сега за прв пат Путин му е дозволено да влезе во мочуриштето. Многу лесно ово украинско мочуриште. Немојте сега да ја гледате како статус кво работите. Гледайте ги перспективно работите. Треба 44 милиони жители на една држава. Ајде половина да се проруско настроени, половина се антируско настроени. Како тие ќе ги асимилирате? Ке имате втора Авганистан, Авганистан има некаде 32-33 милиони жители, Украина има 44 милиони жители. Нема тука да се случи некој афганистанско сценарио преку одредени саботажи, терористички акции, командоси и така натаму и така натаму. Тука ќе биде еден многу тежок, болен процес, бидејќи таа држава поделена на два дела. И Русија сега, влегувајќи во тоа украинско мучуриште, не знае каде е целта, каде е финалето на целиот тој процес. Вие не можете да земите да приклучите држава кон Руската Федерација. Па таму живеат луѓе, па таму има интереси, па таму има инвестиции, па таму има чувства. То не можете да земете жена на кванташки пазар да донесе дома да ви роди 3 деца и да ве сака. Може би дел од жените тоа ќе го прифатат, но дел од жените тоа нема да го прифатат. И тоа е суштината на процесите. Не можете во светот на сила да ги правите работите, бидејќи силата секогаш развива сила. Џо Бајден мислам дека ја научи лекцијата на Клинтон и на претходните американски председатели. Тука не е суштината дали вие имате доволно хеликоптери, тенкови, авиони, ракети за да се спротиставите на Русија, туку дали сакате тоа да го правите. Дали сакате да го носите светот на работ на Трета светска војна? Путин сака да го прави тоа. Блефира или е договорен со американците? И ако е договорен со американците, сега видиме каков е тој договор. Бидејќи ако Украина е жртвувана, тогаш цела Европа е во рацете на американците. Не само политички, не само безбедносно. Ќе ги снабдуваат со природен газ. Од каде ќе добива Европа компензација за рускиот природен газ од американците? Повторно, во игра се многу пари, многу геополитика и многу стратегија. И тоа е суштината на украинскиот конфликт. За крај на ова наша вонделедна политичка анализа, посветена на случувањето во Украина, сакам да ја кажам две работи. Две работи кои треба да ги имате во предвид при правење на политички анализи. Рускиот министар за надворешни работи Сергеј Лавров е првиот политичар од висок формат кој прв ја кажа она теза дека Македонија ќе се подели на два дела. И тоа не го кажува во интервју, туку го кажува во настап пред пратениците во Руската дума, дека Македонија ќе се подели на два дела, еден бугарски и еден албански дел. И тоа е суштината на руското гледање на македонскиот проблем. Некаде пред 10-15 години, да не кажувам име, еден македонски председател има работна средба со Владимир Путин во Кремљ. Доцти Путин, како што има обичај 60-65 минути, и после 60-65 минути се појавува на таа средба, видно изнервиран, за да ја релаксира ситуацијата. Македонскиот председател се обидува да го одоброволи Путин, велејќи дека се надева дека таа средба што претходно имал, поради која доцне дека била успешна и дека тоа ќе го расположи, дека ќе предонеси и неговата средба со македонскиот председател да биде исто така успешна како што била претходната средба, имаме некоја тишина од 15 секунди, после која Владимир Путин ја кажува клучната реченица: "Јас не знам што правам на оваа средба и разговарам со председател на држава која за 15 години нема да постои." Така Русија, Руската Федерација, целата екипа околу Владимир Путин гледа на еднината на Република Македонија. Да не ве лажат, да не ви продаваат приказни, дека во некој имагинарен конфликт или замислен конфликт помеѓу Бугарија и Македонија, Русија, односно ќе биде на наша страна, или помеѓу Србија, Македонија, Русија ќе биде на наша страна. Никогаш Русија не била на наша страна, никогаш Русија не размислувала да биде на наша страна. Успеавме некако со среќа, повеќе отколку што памет и сознање, да се протнеме низ иглени уши, да добиеме нешто да изгубиме, меѓутоа ако бевме оставени како територија која ќе зависи од волјата на нашите соседи, дали ќе им се допаѓа нашата историја, дали ќе им се допаѓа нашето име, нашата црква, нашата политичка определба, дали ќе им се допаѓа како ние ја читаме или ја толкуваме нашата историја, тогаш ќе бевме растурени како село без кучиња. И тоа ќе се случеше во Република Македонија, ако може да беше земја членка на НАТО сојузот. Иако сега русите, според стратегијата и толкувањето на политичката реалност од страна на Владимир Путин, сме земја која е членка на некој нацистички сојуз. Бидејќи ако се спроведе процес на денацификација во Украина, тоа значи дека Украина треба да биде исчистена од НАТО структурите, кои имаат своји бази на територијата на Украина, кои може да произведат нуклеарна бомба
И со помош на таа нуклеарна бомба, тоа е говорот на Владимир Путин, погледнете говорот од 60-65 минути на Владимир Путин и директното обраќање до руските граѓани пред 3 дена, и дека Руската Федерација треба превентивно да делува да ја спречи ескалацијата или таа опасност да биде формирана нуклеарна бомба и таа да биде искористена за напад на Русија, Руската Федерација или можно гранатирање на Москва. Тоа е нашата мини вонредна анализа посветена на Украина и на украинскиот проблем. Или тоа што сега се случува, овој растур систем на украинската држава, каде ќе заврши тој растур систем, ќе видиме во наредните денови. 3 сценарија кажавме на почетокот на оваа наша анализа. Вечера ви имаме редовна емисија. Се надам дека нема да ви биде премногу too much емисија со мене. Политичка анализа 18-19 часот и редовно интервју со Павле Транов во 22 часот. Меѓутоа интервјуто да ми верувате одлично. Говориме за Петри Таме, говориме за Никола Младенов, вистината за Петри Таме, за Младенов. Дали е собрекејка, дали е убиство, кој тоа би можел да го направи, дали е жив Петри Таме, дали е убиен во Косово, за какво количество на дрога стана збор, значи едно одлично интервју, ексклузивно интервју, втор дел на тој интервју со Павле Транов. Пријатно вечер Македонија, вечерва до 22 часот. Бевте кум на Никола Младенов. Да. Тоа беше една од бомбите. Така. Една од бомбите која предизвика бура на реакција во јавноста. Се уште има спекулации. Убиен, атентат, колата излетала, имало гребнатинки и така натаму и така натаму. Што е вистината? Сообраќајна несреќа. Околу тоа што се случувало, значи, многу интересна е таа работа и, за жал, трагична и така натаму. Јас бев во паркот, како што одам секоја сабајле во паркот и ми звони Никола Димитров. Зоран Димитровски. Не, Александар Димитров. Министрот за да. екс за надворешни работи. Он беше близок исто со Младенов. Да. Вика вака, сабајле, вика го нема, вика Никола. Никаде, вика. Викам, што да правиме сега, јас одма, некаде пред 8 беше саат. Сабајле. Звонам на министерката, не ми се јавува за внатрешни работи. Звонам на Лјупчо подсекретаро, Лјупчо Тодоровски, и тој не се јави, му звонам на Кусакаски Илија. Викам, Илија, бе, вака, ој ги барам, викам, оје твоите шефови, никој не се јавува. Што е проблемот? Му кажам, Никола Младенов го нема. Вечерта и не се врати. Да не се случило нешто. И викам, еве ќе ја дадам телефонски број, видете да го лоцирате, каде што е. Да не се случило сообраќајна несреќа или не знам што, да не е некаде, да не го ликвидирале и така натаму. По некое време се во министерката, вика, извини, се облекував, не можев да ти се јавам и така натаму. Вика, ќе проверам, ја и кажам што ќе проверам, ќе видам. И после ми се јавува Лјупчо Тодоровски. Вика, најдовме на кола, покрај колата има мртов човек, не знаеме дали е Младенов, и ми кажа отприлика каде е. И во меѓувреме ми звони Александар Димитров, вика, дали има нешто ново? Абе, викам, добив некакви информации, али он возил колата, сопругата на Младенов со него и сестра на Младенов. Како да му кажам, тој ќе изреагира, вика да не починал, вика да не ликвидиран, да не... Викам, не, викам, полека, али поете во полиска станица, веројатно ќе ви објаснам, да не им кажам, најлошо да што може да се каже на едно семејство е тоа. После секој интервју со вас, што сме го имале, сме имале 10 на интервјуа, се ова публика на YouTube или се ова публика на социјалните мрежи и вика или ме мејлат, зошто не го праша за Петри Таме? Можеме ли да отвориме тоа прашање? Па можеме, јас кога... Кој е Петри Таме, еве, например, за помладата публика? Па, јас знам сега Петри Аме, како што се представуваше дека во француската легија бил учесник, учествувал во операција на легијата за странци во Африка и така натаму. Но јас како дојдов до повеќе информации за Петри Таме. Додека беше министер за внатрешни работи Чокрецки, имаше кражба во депото, сместено,
во кабинетот, од таа зграда што е местен кабинетот на министерот. Која година е тоа? Тоа е, мислам, 98 година. Мислам, 98 година. Не знам, точно сега да не се. Но збор за една кражба или за две кражби? За една кражба. За една кражба. 28 килограми кокаин. Кокаин кој што е запленет со една пратка на банани од, не знам, од род се минат, мислела Југославија носат банани, носат во една задруга тука, братство единство, отварат пакет од банани, на место банани, ова кокаин на 28 кила. И го депонират во Министерството за внатрешни работи. Таму имаше депо, имаше злато, имаше други работи и дрога. Тука депонира да се чува под строга страж, бидејќи секојаш тука има полиција. Добре Величковски, директор на ДБК тогаш, отворил обработка за оваа кражба и собирали информации. Јас кога дојдов, викам, мора да расчистам сега. Што Вие кога дојдете министер да... Да, кога дојде министер, читам, ми дават службите кои се се осумничени, меѓу нив припадници на МВР, Петмина и Петрит Аме. И тогаш барам од што го следеле, прислушкувале, овие познати сите, дури еден од нив е многу добро го познавам и така натаму. Викам, нема друго што да направам, бидејќи државна безбедност некогаш пишува информации кои не се потврдени. Они се поинаква служба, информативна. Слушнал, напишал, нема, ама од репродукцијата на прислушкувањето, од тие материјали се, викам, ќе направам две групи. Една од државна безбедност, од јавна безбедност. Прислушкување, следење, се. Што треба да расчистиме ова. Нема друго, викам, решение, ама да ги компарирам информациите. Нити тие знаат дека има во јавна група, нити пак јавна знае од државна. За да ги добием информација, да ги споредувам, затоа што не можеш да му веруваш на некој соработник или имаше повеќе информации, не само. Али главен дека Петрит Аме ја продава другата преку него. И добием информации, почна таа сериозна обработка, ги расчистиме работите. Службите сега, таа министр не може директно да го работи. И имаше една средба организира, јас снимав средбата. Петри Таме бараше средба со министер за внатрешни работи, иначе нема да каже. Како само гаранција бара дека он секој барал со вас. Со мене да има средба.